Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Градоначалник, зборувавме за јавниот превоз сега кога дојдов овде. Кажете, имавте распишано тендер за јавни автобуси, нели, што ќе го вршат градскиот превоз, докаде е постапката, бидејќи мислам дека заврши. Има ли некој пријавен? Добро, како што е познато, во изминатиот период направивме неколку обиди за да во Штип добиеме јавен градски превоз. Најпрво пробавме со субвенционирање на веќе постоечките економски оператори, транспортери практично кои што го вршат превозот на ученици. Не успеавме на двата јавни повици со субвенционирање на билетите на граѓаните кои што треба да се превезуваат со јавниот градски превоз. Затоа влеговме во постапка за практично јавното претпријатие Стипион да го организира овој градски превоз со набавка на нови автобуси. Од тоа што го имам моментално како информација, на распишаниот повик тендер за набавка на нови автобуси се има пријавено еден економски оператор, што да бидам искрен, за нас како град и за мене како градоначалник, сметам дека не е прифатливо затоа што цената која што е понудена е многу висока, затоа што нема конкурентност, нема повеќе оператори кои што се потребни за да се пријават, за да се конкурира цената која што треба општината да ја плати за набавка на автобусите, и е повисока од онаа процената вредност која што ние ја имаме планирано за набавка на автобуси. Така да најверојатно сигурно ќе треба да се распише нов повик за односно тендер за набавка на автобуси, на кој што ќе мотивираме, ќе разговараме со повеќе економски оператори да достават своја понуда, за да имаме најконкурентна, најприфатлива цена по која што ќе се изврши набавката на автобусите и да се нормално усогласи со она кое што ние го имаме предвидено согласно нашите расположливи средства во буџетот на општина Штип. Целта, како што напоменав и претходно, е да граѓаните во време на зголемени такси и услуги се превезуваат и да се транспортираат од еден до друг крај на градот, до централното градско подрачје, пред се да ги опфатиме подалечните населби, затоа што јавен интерес е во Штип конечно да се воспостави овој јавен градски превоз. Се надевам дека оваа втора постапка која што ќе ја распишеме, ќе ја тендерираме, ќе на крај заврши со повеќе понудувачи и со најконкурентна и најниска цена на понудени автобуси. Зборувајќи за јавниот превоз, знаеме дека во Штип се создаваат гужви, особено во сабајлешните часови. Кажете ми, кој е планот, најавивте катни гаражи, каде ќе бидат катните гаражи и што се планира со конзолите што сега се прават? Па да, ова е еден малку подолг процес за решавање на долгогодишниот проблем со сообраќајниот метеж во централното градско подрачје во одредени периоди од текот на денот. Еден од начините за решавање на сообраќајниот метеж е нормално профункционирање на јавен градски превоз, за да нема потреба граѓаните со сопствени возила секогаш да доаѓаат до централното градско подрачје, туку да го користат практично јавниот градски превоз за да си завршат одредена потреба, одредена работа во самиот центар на општина Штип. Но паралелно на тоа работиме и на реализација на други проекти со кои што ќе се зголемат површините, паркинг површините во централното градско подрачје. Како што веќе сте информирани, се работи на фазна реализација на конзолите на река Отиња, со кој што проект ќе дојде до проширување на главните сообраќајници Маршал Тито и Васил Главинов низводно на река Отиња во централното градско подрачје. Кога целосно ќе се заврши овој проект, кога ќе добие една целина, имаме две опции. Едната опција ќе биде да биде двонасочен сообраќајот од двете страни на река Отиња, или пак да добиеме еднонасочен како што е сега со косо паркирање, со тоа што ќе се зголеми бројот на паркинг места во централното градско подрачје. Паралелно работиме и на проект Мост на река Отиња, веднаш до постоечкиот мост кај гимназијата Славчо Стојменски, со тоа ќе се скрати циркулацијата, движењето, непотребното вртење и движење на автомобилите по еднонасочните улици по централното градско подрачје, и мислам дека на овој начин ќе се овозможи да се намали сообраќајниот метеж во одредени периоди од текот на денот. Паралелно на тоа, како што и вие напоменавте, најавивме изградба на, еве да кажам, катни гаражи, паркинзи на повеќе нивоа. Очекувам во веќе наредната недела да се распиши
еден тендер за изработка и изградба на еден таков паркинг кој што ќе биде позади Домот на културата, на веќе постоечкиот паркинг, со тоа што дополнително работиме и на две други локации. Едната локација е помеѓу првата стамбена зграда на улицата Ванчо Прки и стоковната куќа Нама. Оваа локација исто така се користи како паркирање на едно ниво. Со изградбата на овој паркинг ќе добиеме паркирање на повеќе нивоа, ќе се зголеми местото и просторот за паркирање. Исто така очекувам оваа година да се реализира и катната гаража која што се наоѓа веднаш до зградата Промаја, на една локација која што е воопшто неискористена заради висинската разлика на местото каде што се планира изградбата на катната гаража. Станува збор за едно централно градско подрачје кое што бара повеќе простор и место за паркирање и за тамошните жители, но и за луѓето кои што имаат одредена потреба од локалните дуќани, угостителски објекти и слично. Така да ова е еден проект кој што ќе бара малку повеќе време за целосно реализирање и решавање на проблемот со метежот во централното градско подрачје. Јас се надевам дека до крајот на оваа година ќе успееме со јавниот градски превоз, ќе успееме со реализација на конзолите на река Отиње и ќе успееме со реализација на катните гаражи, за да веќе од до година можеме да излеземе со конкретни бројки и примери за решавањето на сообраќајниот градски метеж и проблем кој што ни се случува моментално во централното градско подрачје. Добро, советниците од мнозинството изгласа издавање на општинска обврзница. Докаде е тој процес? Има ли некаков одговор, информација од влада, бидејќи знаеме дека претходниот пат беше не беше ставена точката два пати на седница? Јас неколку пати го комуницирав ова како потреба. Дефинитивно, доколку сакаме развој на општина Штип, од тековниот буџет со кој што располага општина Штип, ние можеме да одржуваме тековна инфраструктура, односно да ги рехабилитираме, реконструираме веќе постоечките проекти, улици, инфраструктура која што некогаш била изградена. Но доколку сакаме да направиме развој на општина Штип, изградба на нови големи капитални проекти, како што е проектот за обиколница на град Штип, кој што ќе овозможи дополнителен развој на градот Штип, изградба на булевар Партизанска. Станува збор за капитални проекти кои што мораат да се изнајдат начини на финансирање. Еден од таквите начини кои што го практикуваат сите западноевропски држави и општини е издавањето на прва општинска обврзница. Кај нас не беше ова познато, ние сме прва општина која што ја иницираше оваа постапка, но наидовме на една блокада, бирократска блокада од страна на владата на Република Македонија. Со оглед на тоа што во изминатата буџетска година не успеавме од неразјаснати причини да стигнеме до издавање на општинската обврзница, се обидовме оваа календарска и буџетска година да ја изодиме истата постапка со тоа што вративме долг кон Министерството за финансии за да добиеме позитивно мислење дека општината не е задолжена, за да можеме практично да издадеме оваа наменска обврзница за изградба на овие големи капитални проекти. Веќе сме во фаза на завршување на оваа постапка. Очекувам деновиве да ја добиеме согласноста од Министерството за финансии, веднаш потоа да поднесеме барање до Комисија за хартија од вредност, уште една одлука на Совет и веќе подосна ќе стигнеме до последната фаза, а тоа е одлука на влада. Одлуката на влада е од техничка природа, не станува збор дека владата е таа која што дава пари или која што одобрува, туку само треба да потврди дека ние како општина постоиме. Не сакам да преюдицирам, но со оглед на тоа што живееме во политизирано општество и со оглед на тоа што во претходниот обид не успеавме од политички причини, има опасност и овој пат да не успееме, но наше е да се потрудиме, затоа што овие проекти кои што ги напоменав дефинитивно ќе генерираат развој на општина Штип. Јас ќе дадам само еден конкретен пример. Ако обиколницата поминува од населбата Железничка и од населбата Превек кон индустриската зона Плуждино, целиот тој потек, доколку се урбанизира, општината ќе генерира доволно приход за да ја врати инвестицијата во оваа обиколница и да создаде иден развој на градот на тој потек кој што не е развиен. Така да, доколку сакаме да размислуваме развојно и за развојни проекти, ова е еден од начините како да генерираме развој на општина Штип. Се надевам дека политичките недоразбирања
и калкулации овој пат нема да бидат пресудни за одлуката дали општина Штип ќе издаде првата општинска обврзница. Кога веќе ги споменавте долговите, каква е ситуацијата со двете јавни предпријатија? Па да, Бидејќи вие ги сменивте и директорите, тоест поставивте ВД директори. Општината нема директен долг. Јавното предпријатие ИСАР има долг, ние како гарант ја преземевме таа обврска затоа што јавното предпријатие не е ликвидно и не може да го сервисира во целост долгот кој што во минатото во 2002 година е генериран. Замислете, се зголемувал од година во година само заради тоа што не се сервисирал навреме и покрај тоа што јавното предпријатие и општината имале ликвидна состојба, немале блокирана сметка па за да имаат изговор зошто не ги враќаат на месечно ниво ратите и само по тој основ долгот се зголемил 4 пати повеќе од тоа кое што имале претходно обврска да го вратат. Но што е тука станува збор за износ од 4,5 милиони евра. Ние за, еве да кажам, една година вративме 1 милион евра. Пари кои што ако ги враќаме назад кај граѓаните, сигурно ќе сме реализирале проекти кои што би биле видливи. Но таква е состојбата, таква е ситуацијата, такво е политичкото недоразбирање и оваа година враќаме на месечно ниво скоро 4 милиони денари, така да очекувам и оваа година да вратиме некаде околу 1 милион евра и до крајот на мојот мандат да го вратиме долгот кој што јавното предпријатие ИСАР од 2002 година го нема вратено. По однос на ликвидноста на јавното предпријатие, тешка е состојбата затоа што имаме покачени цени на нафтата, на енергенсите, на струјата, на трошоците, на репроматеријалите, на платите. Морам да напоменам дека зголемувањето на минималната плата, на просечната плата дополнително создаваат проблеми во ликвидноста на јавните предпријатија, затоа што облогот за плата пред 2 години е бил на едно ниво, сега облогот за плата е на друго ниво. Така да, ова се тековни проблеми со кои што секојдневно се соочуваме, но јас не би сакал да комуницирам повеќе на вакви теми, туку да комуницираме на развојни теми, како да стигнеме до реализација на проекти. Тоа е мојот приоритет, дали ќе успееме, времето ќе покаже. Опозицијата ве обвинува дека сте продале многу градежно земјиште. Кажете ми кој е вашиот коментар на тоа? Мислам дека коментираат дека само се гради и дека можеби немате план како треба да се развива градот. Јас жалам што во минатото Штип не се градел. Замислете, ако критикувате градоначалник зошто во градот се гради, тогаш која е смислата на постоење на општината и зошто треба да функционира една општина доколку ништо не се гради. Основна дејност на општината е да проектира, да направи детални урбанистички планови, да создаде градежно земјиште, истото градежно земјиште да го продаде и на истото градежно земјиште да се изградат објекти кои што ќе генерираат приход на општината. Без ова општина Штип не може да се развива. Жалосно е што изминатите 3-4 години, кога имало претходна локална власт, во Штип ниту се продавало, ниту се градело. Тоа е жалосно. Не може да се замисли развој на општината без градење, без продавање на градежно земјиште, без генерален урбанистички план, без детални урбанистички планови. Ние сме имале една состојба каде што буквално кажано градоначалникот во општината е доаѓал само за да го потроши своето работно време без да создаде или без да предвиде одредени активности како да го зголеми буџетот, како да ги зголеми капиталните инвестиции, како да го развие градот. Јас не велам дека ние сме безгрешни и дека сме најдобри. Секој кој што работи греши. Сигурно ако јас самиот си ги барам аномалиите кои што ги имам, ќе си најдам многу. Но за да седите со скрстени раце, да не превземете ништо, за да не добивате критики, тоа за мене не е оправдано. Затоа секојдневно се трудиме да донесеме некој нов детален урбанистички план, да продадеме земјиште, градежно земјиште каде што ќе може да се развива градот, каде што ќе може да се генерираат приходи, за да можеме со истите тие приходи да направиме кино, да воспоставиме јавен градски превоз, да направиме некоја нова улица, да направиме конзули, да направиме катни гаражи. Тоа е еден процес кој што е зависен еден од друг.
доколку вие не создадете услови за развој, не создадете детални урбанистички планови, не продавате градежно земјиште, вие нема да имате приход од каде да ја развивате општината. И тоа се сврзни работи кои што опозицијата ги коментира, ги критикува затоа што тоа е работа. Жалам што во минатото тоа не се практикувало. Ако ова се практикувало во минатото, јас ви гарантирам дека сега ќе разговаравме за други теми. Немаше да зборуваме дека во населба Железничка нема канализација. Жалосно е 30 години 6 локални власти се смениле, да не можат да го решат прашањето за канализација во населба Железничка. Жалосно е да комуницираме во 21. век за чиста вода за пиење во населба Сутлак, за чиста вода за пиење во населба Плуждино. Значи тоа се работи кои што требало во минатото да се решат, да се реализираат, за да денес зборуваме за некои поиновативни проекти кои што се реализираат во западноевропските општини и во западноевропските држави. Но затоа што во минатото сме имале локални власти кои што вегетирале, ништо не правеле, нормално дека се соочуваме со решавање на проблеми кои што требало во минатото да се решат. Значи ли ова двете партии кои се менувале низ годините не само една партија? Апсолутно, јас пак повторно ќе кажам. Јас не ги коментирам градоначалниците, функционерите од минатото како градоначалници од ВМРО ДПМН или како градоначалници од СДС. Јас ги коментирам како градоначалници кои што работеле и како градоначалници кои што не работеле. Одредени поединци сигурно дека има кои што направиле одредени проекти и тоа граѓаните го сведочат, го знаат. Но има голем број на локални власти во минатото кои што ништо не работеле. И затоа ние се соочуваме со ваквите проблеми во 21. век. Еве сега последно е актуелно дека се зголемуваат платите на функционерите, меѓу кои и вашата. Каков е вашиот став по однос на тоа и имаше најави меѓу другото и од ваши сопартици дека ќе ја донираат платата од други градоначалници, каков е вашиот став? Па да, прво моментално оваа одлука ја носи централната власт, владата на СДС и со оглед на тоа што тие се надлежни и тие ја носат одлуката, дефинитивно тие треба да ја сносат одговорноста. Во време кога имаме инфлација и во време кога имаме зголемен број на сиромашни луѓе, најмалку е потребно да зборуваме за платата на функционерите, за зголемување до таков степен. Може би законот кој што ќе стигне во собрание со намалување на коефициентот, на постоечкиот коефициент на платата на функционерите, ќе ја исправи оваа неправда која што власта ја донесе. Но што ќе се случува во периодот кој што следи, сигурно дека јавноста ќе ја проследи таа информација и врз основа на тоа ќе изградиме наш став. Доколку остане оваа одлука, секако дека е за секаква критика. И нашиот став е јасен, дека во вакво време, невреме, во ваква криза, не смее да се дозволи такво зголемување на платите на функционерите. Јас сум еден од градоначалниците кој што дадов пример дека не треба да се злоупотребува службеното возило и градоначалникот да користи службено возило во секојдневието. Нормално кога одите на некое службено патување во некоја друга држава, нормално дека ќе користите службено возило. Но доколку вие секојдневно за обавување на основните работни обврски користите службено возило, и тоа не е за поздравување. Сакам да кажам дека во оваа насока се нашите размислувања да сочекаме дали ќе биде прифатена одлуката на судот, дали ќе биде прифатена одлуката на централната власт, дали ќе дојде до измена на коефициентот на плата на функционерите, па следствено на тоа ќе изградиме нашата позиција. Инаку се согласувам дека платата на функционерите не треба да се зголеми до тој степен како што е предложено. Ако другите плати се зголемуваат линеарно по, не знам, 2000-3000 денари, највеќе што треба да се направи е во тој степен да дојде до зголемување на платата на сите граѓани, независно од тоа дали се функционери, дали се на просечна плата или на минимална плата. Така да, одлуката која што е донесена е практично донесена од страна на централната власт. Во нивно време, затоа што дефинитивно се свесни дека ќе заминуваат од централна власт и она која што
деновиве имавме можност да го проследиме како информација за секакво осудување. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk